Добар ден, почитувани. Војната во Украина, односно инвазијата на Русија врз нејзиниот сосед, ја нагласи потребата од поинтензивни подготовки на НАТО за да одговори на евентуалните закани врз безбедноста на земјите членки на Алијансата. Какви мерки презема Македонија на воен план во овој нов геополитички контекст? На армискиот полигон Криволак деновиве се одржа воената вежба Блесок 22, преку која се оценуваше борбената готовност на македонските копнени сили. Офицери на НАТО велат дека се импресионирани од посветеноста и професионалноста на македонските војници за задачи како во земјата, така и во странство. Се уште нема одлука за испраќање македонски војници за зајакнување на источното крило на НАТО, но надлежните уверуваат дека нашата армија е подготвена доколку Алијансата го побара тоа од нас. Началникот на генералштабот на АРМА, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, вели дека македонските војници се успособени со највисоки перформанси и висока обученост за извршување на соодветни задачи како во земјата, така и во странство. Секако дека имаме потреба од дополнителни вложувања и подобрување на логистиката во делокругот на подобрена опрема за заштита и мобилност на командите и единиците, што впрочем е и фокусот на Генералштабот, на Министерството и државните авторитети во делот на модернизација, план кој се спроведува во континуитет и очекувам во блиска иднина да дел од тие средства бидат испорачани, дел се веќе испорачани во делокругот на модернизација и највисоките можни НАТО стандарди не само оваа единица, туку и други состави. Програмата за стандардизација на НАТО бара сите сојузнички единици распоредени во операциите на НАТО, како и воените вежби да бидат компатабилни во борбените тактики, комуникација и логистичка поддршка. Инсертите кои ги гледате се направени на армискиот полигон Криволак, каде се одржа војната вежба Блесок 22, преку која се оценуваше борбената готовност на копнените сили. Преку изведба на офанзивни операции на единиците од составот на лесниот пешадиски батальон со поддршка на хеликоптери од воздухопловниот винг и артилериски орудија се демонстрираа постапки и активности со кои се прикажа подготвеноста во изведување на воени операции според единствените НАТО стандарди, кои пак се потребни во заедничкото делување и со тоа се потврди добиената оценка борбено способени за извршување на својата мисија. Лесниот пешадиски батальон овде на армискиот полигон Криволак денеска доби позитивна оценка за својата борбена готовност. Националниот тим за оценување со поддршка од стручни лица од армијата на Грција и Унгарија, но и НАТО мисијата со седиште во Измир, Турција, проценија дека оваа единица ги исполнува стандардите на НАТО и покажува висока обученост за извршување на сите задачи кои мисијата од неа ги бара. Полковник Тино Колман од германската армија, кој е дел од копнината команда на НАТО во Турција, имаше улога на главен наблюдувач на НАТО во оценувањето на лесниот пешадиски батальон. Тој вели дека е импресиониран од посветеноста и професионалноста на македонскиот тим за оценување. As a new NATO member, the Republic of North Macedonia met more than the required 50% qualified evaluators in the evaluation team, which indicates solid planning and preparation of the evaluation by the core evaluation planning team. This is an outstanding achievement. Министерката за одбрана Славјанка Петровска истакнува дека за само неколку години буџетот во одбраната е дуплиран, а во тек е и процесот на модернизација на армијата која започнува од НАТО единицата. Повеќе од 30% се вложува во модернизација. Минатата недела го донесовме и планот за набавки од областа на одбраната и безбедноста, но преку договори влада со влада. Таму има опфатени 8 проекти кои се однесуваат и на зголемување на капацитетите на зборам одбранбени капацитети на лесниот пешадиски батальон, меѓутоа набавки во областа на артилерија и други набавки кои се потребни за армијата. Ова беше првото оценување на поголем состав по нашето полноправно членство. Претходно и помал состав од батальонот за специјални сили го помина ово оценување, кое беше организирано во соработка со Грција. И пред нашето полноправно членство, речиси секоја година, се спроведуваше ваков вид на оценување. Стара воздухопловна база од советската ера во Албанија наскоро треба да стане место за тактички операции на НАТО на Балканот. Во јануари годинава започна работата за надградба на воздухопловната база Кучова.
Таа треба да прерасне во модерен центар со низа борбени авиони од најсовремен тип. НАТО и Албанија ветија 50 милиони евра за воздухопловната база Кучова, а проектите за реновирање ги подготви Албанската агенција за поддршка. Неопходна е обнова на пистата, природните патеки и капацитетите за складирање гориво и муниција. Базата се очекува да биде оперативна до крајот на 2023 година. Воздухопловната база, која се наоѓа на 85 км јужно од главниот град Тирана, е именувана по малиот град Кучова, во чија близина е. За време на комунистичкиот режим во Албанија, Кучова се нарекувал Стари град. 83 годишниот Виктор Вангели служеше 27 години во базата како пилот на МиГ-19, пред да се пензионира во 1990 година. Тој се сеќава на секојдневните летови за контрола на прекршувањата на воздушниот простор од соседите за време на студената војна. Në situatat atëre me luftë me ftohtë, intensiteti i fluturimit në këtë regjiment ka qenë jashtëzakonisht i ngarkuar. Fluturoshe ditë për ditë fluturoshe. Edhe kishte edhe përgjegjësinë deri në vitin 62 që hapësirën ajrore e mbrotte ky regjiment të gjithë Republikës. Prandaj dhe intensiteti i fluturimit që i ngarkuar ky regjiment. Тој рече дека претворањето на Кучова во модерен центар на НАТО ќе има позитивно социјално и економско влијание за областа, но исто така ќе биде корисно за следната генерација албански пилоти кои потенцијално ќе бидат обучени со модерни авиони. Situatat që erdhën ne vezum një mik të madh, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendosja e kësaj baze në kuadrin e NATO-s patjetër që hap një perspektivë jo vetëm në anën ekonomike apo sociale, por dhe mi gjitha dhe për forcat ajrore. Patjetër që djemtë brezat të vinë të fluturojnë me avionat F-16. Patjetër, të përgatit. Ky është fillimi. Dhe si fillim, ata në fillim të marrin eksperiencën e fluturimeve dhe organizimit të bazës në bazë të NATO-s, pastaj të krijonin edhe forcat ajrore tona me avione luftarak. Patjetër. Полковник Адриан Кули од Центарот за обука на воздухопловните сили исто така изјави дека од воздухопловната база, која има за цел да биде првата таква база на НАТО во Западен Балкан, ќе има корист целата локална заедница. Absolutisht e sakt, përveç se një impakt i tetë pozitiv që mund të ketë dhe që ka aktualisht, dhe jemi të bindur që do të ketë një impakt pozitiv, komuniteti mirëpret të gjitha punimet dhe investimet që do kryejnë këtu. Dhe jam i bindur që impakti pozitiv do shtrihet qoftë në impaktin social, qoftë në impaktin ekonomik dhe financiar, qoftë në, le të themi, në infrastruktura apo dhe në shërbime të tjera që do t'i ofrojnë këtij komuniteti ose ky komunitet do përfitojë nga angazhimi i kësaj baze si bazë ajrore e NATO-s. По падот на комунистичкиот режим во Албанија во 90-те години, незините воздухопловни сили располагаа со повеќе од 200 МиГ тип на борбен авион од советска ера, во 3 воздухопловни бази, од кои повеќето не се во употреба. Старите авиони од руско и кинеско производство во земјата престанаа да летаат во 2005 година. Неколку години некои стари авиони Антонов 2 се користеа во земјоделството или за други цели. Воздухопловните сили на Албанија сега имаат неколку хеликоптери Кугар и очекуваат да добијат неколку Black Hawk. Толку во ова издание на темата на неделата. Вашите мислења и коментари можете да ги испраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.